Држам прецизен став, но морам да укажам на следново. Во правото има нешто што се нарекува правен јазик. Таму мора да има разбирање и меѓу судиите, јавните обвинители, адвокатите. Значи, важно е да има прецизност, јасност. Зошто? Заради тоа што од прецизноста, од јасноста, од недвосмисленоста ќе зависи квалитетот на пресудата. Веднаш ќе кажам, многу невообичаено е на национално ниво во судскиот процес да има во оптек повеќе јазици. Да, во меѓународните судови, но морам да кажам, денеска многу се дискутира, замислете, за враќање на правниот латински во судството, меѓународно, зошто? За да нема изгубени во преводот. Она што мене ме загрешува, не може да има еден правосуден испит, односно не може да има една комисија за правосуден испит за кандидати македонци и за една за кандидати албанци. Тоа е невозможно. Бидејќи сите параметри покажуваат компаративни искуства дека тоа може да доведе до опасност. Значи, вака, што е најважно за студентите? Да учат право. Имено, да, слушам, се повикуваат често пати на законот за употреба на јазиците. Но морам да кажам дека има и закон за употреба на македонски јазик од 2024 година, во кој што јасно пишува дека право и должност на секој граѓанин е да го познава македонскиот јазик, плюс има право и должност на сите институции на било кое ниво, дома и надвор, да го употребуваат овој јазик. Јас имам разбирање за службен јазик, но укажувам дека понекогаш и Уставот може директно да се примени, судот може да одбие да примени одредба од некој закон, доколку мисли дека е во спротивност со Уставот, и директно да го примени Уставот. Сакам да потсетам на нешто и затоа, еве како да очекував, имав интуиција дека ќе ме прашате. Ако се сеќавате, при усвојувањето на последните уставни измени, врзани за Преспанскиот договор, се внесе во преамбулата и Охридскиот рамковен договор. Сега, еве, јас овде го имам во оригинал намерно, значи, сакам да кажам што предвидуваат одредбите од, значи, еве го, ова се амандманите на Уставот. Вака велат. Во кривичната и во граѓанската судска постапка на било кое ниво, обвинетиот или било која странка може, преведувам симултано од англиски, за да има право на превод на државен трошок во сите постапки и на сите документи во согласно со релевантните документи на Советот на Европа. Значи, сакам да го потенцирам следново. Ако постапките се одвиваат на македонски јазик, така? Добро. Ако пресудите се на македонски јазик, ако иницијативите мора да бидат ни на македонски јазик, тогаш, за да дојдеме до прелевантна пресуда, мора да го знаеме тој јазик и да комуницираме на него. Мојот страф е да не се најдеме изгубени во преводот.